Се бунеле Скопјанишќава, поскапвеле цени во Охрид. Што поскапвеле, ма? Скъмби луѓе, скъпи биле лежалки. Ам на камења се сејт, не се. Ами да сакаш на камењава немат каде, море сек да имаме лежалки нареден. Кафе во скапо било, јадењево не чинело. Мот дома дој си се носи тоа дома? Не се носи. Како сакате вие, ма? Ем на плаже јадачка, пијачка, царски да личи, ем ко дома да плати, измеќарски. Ами или си цар или си измеќар. Немој двете. Са дали го погоди во Охридскиот кој што треба, не знам. Ама знам дека не може тој дијалекти нашиот битолскиот да ги мешате до толку вие Скопјанишќава вам. А зборни битолчанец во Скопје одма. Од кај си дете? Од Охрид си сигурно. А бре нема грешка една Една грешка нема. Туку ај тоа како било. Зборавме за летните одмори, ама не ги спомнавме нашите места. А треба ги спомниме нашите места. Со сите нивни предности и мани. Така што маваме шпица и одим. Ајде бате, пуштај. Не за џабе почнав со Охридски. Охрид или Охридското езеро е нашата најпопуларна дестинација која се работи за туризам, за лето и летни одмори. Не само што има најчисти, најдлабоки води на Балканот, па можда и во Европа, не сум сигурен. Не ме држете за збор, едно од најстарите езера е тука. Туку има и преуба природа во околина. И то многу лесно го клава Охрид главен на туристичката мапа во Македонија. Арно ама, и можда ќе беше непобедена туристичка атракција во Европа, ако не беше човечкиот фактор. Човечкиот фактор го сочинуваат охриѓани и сите останати што идат таму. А охриѓани бевате си се приказна сама за себе. Охриѓани се како битолчани, брат, тврдокорни. Можда затоа и скопјани не мешат многу, пошто ставот ни е тука негде. Сам да речем, колку што ќе се разбериш со битолчане, толку ќе се разбериш и со охриѓане. Можда и малце помал, пошто нели тие имат предност, имат езеро. Би рекол дека имат предност, имат аеродром, но тоа аеродромово струга е, така што не му го рачунам. Ние барем кравари имаме спортски, не го кае. Макар што и тоа на крајот на денот не е битно кај има аеродром во Македонија, можеш на било која страна да стигнеш максимум за сат и пол, два, ако има патишта. Арно, кој да направи патишта, ме све? Тоа е многу тешка работа, мако трпно. Башка 30 години сме држали, знаеш колку малце за 30 години вака врват, бате. Јас ко преди да се роди, вака помина време. Седиш озбор. Па ти кај се брзаш. Здравие Боже, децата наши го ќе положат, мушки има кај да возат. Покрај сите ти убајни што ги има Охрид, има и некои мани за кои се жалат луѓето. Главна мана или причина за поплаки се цени. Нормално. Од една страна, како што поскапват цените сегде во свето, особено со моменталните ситуации, така ле ние или некеле сегде и кај нас ке поскапи. И то треба му е јасно на сите. Не знам кој уште живее во некоја бајка суму и си вика, аха, ке се вратат цените, ке се намалат, никош нема се спуштат. Цените ќе одат само нагоре. Пропратно со цените треба и платите додат нагоре, и то малце поќе од цените. Ама добро, да не навлегвам натаму, ти многу леле, многу политички оди ова тема. Туту не дај Боже ќе свртиме на политики работата, одма некој неубо мидиме, свеќе. Друга работа, туристичко место е, брат. Нормално дека на некои места ќе бидат поголеми цени. Само што не треба на сите места да бидат поголеми цени. Пошто кај и да одиш во светот, било кое туристичко место, ако оиш на плажа, на лежалка или на шо и да, или во некој хотел што е на плажа, нормално дека ќе ти биде поскапо. Барот на плажа ќе биде поскапо. Јадењето, пиењето на плажа ќе биде поскапо. Нормално е. Пак треба биде според стандардот и треба да има места што може секој да си ги дозволи и места што можат само одредени да си ги дозволи. Ама дека на туристичко место ќе бидат повисоки цените, ќе бидат. Арно ама, затоа па било каде дојш во светот на било кое туристичко место, цените во маркетите се исти како сегде, бе, брат. Цените во другите ресторани понастрана се нормални. Цените во продавниците за алишта, за шо и да е, ако се понастрана од плажи и од чуда, се нормални. Не на 2 километри од плажата да не можеш да си платиш еден сендвич од и наводно туристичко место. А т од туризам нема во тој предел таму, ни п од плажа, ама нема врска. И ова не е проблем само во Охрид кај нас. Во сите туристички места и сите градови што малце од малце имат некаков туризам, како главниот град Скопје, Битола наша. Значи како расти број на посетители, така растат и цените, деме ке видат луѓе што можат да платат. А тие луѓето што живеат таму, ни в кој ги прашва, така? Исто и луѓето што живеат Охрид. Вон сезона не можат рајат ништо, си купат, отиот и во Охрид живеат. Оти така му текна на сите кирите, ќе ги качиме, цените ќе ги качиме и никому ништо, така? Мам пати. Друга работа исто така, што имам приметено во светот, е што туризмот и поскапите цени обично се врзани со мориња. Не дека езерата немат туризм, ама цените се далеку понормално. Сега дали е поарно на море или на езеро, тоа е дискутабилно. Субјективно да не речеме. Јас пример поќе сакам сладка вода, не ќам кој ќе ми соли на уста, ама кој ме прашва и мене, така? Ако сака жената на море, ќе ојме на море. Точка. Друга работа што имам приметено на туристички места во свето и кај нас, е што сегде во свето кај да оди. На сите можни плажи има простор кај што нема лежал, за да ти дат опција, ако не киш да платиш лежалка, да не мораш да платиш лежалка. Ќе си наместиш крпа, ќе си се постелиш и никому ништо. Пошто луѓето
во светот знаат дека без разлика дали ти ќе платиш лежалка или не, ко си веќе тука пак ќе потрошиш пари кај нив во нивниот бар, во нивната продавница и така натаму. Дури ако си на буџет, баш заради тоа што нема да платиш лежалка, ќе можеш да си дозволиш да си потрошиш пари поќе таму, а не наредени лежалките вака споени едно на едно. Поблиску си до тие до тебе отколку до женати. Пошто меѓу вас има масиче, овде меѓу вас ништо нема вака залепен. За шо поќе лежалки се клат, шо поќе пари да се свртат беба. Оти тие се неколку месеци за печалење. Што си мислите вие, ќе ојте цела година на работа, вие гајли. Абе аман се. А тоа е така и е неконтролирано само заради тоа што се дава езерото под концесија на одредени луѓе. Тие ќе си напрат кај нив, ќе си заградат како што сакат, никој ништо не контролира, никој ништо не му е гајли, на сите му е битно само парината ги лапа. Сега друга мана или поплака што имат луѓето општо во Македонија во туристичките места е гостопримството. Јас не викам дека нема добри домакини, има фала Богу, има прекрасни места, има прекрасни луѓе во држава. Ама дека имаме уште многу да учиме на тема гостопримство има. Тоа не важи само за Охрид, важи за сите можни туристички места или објекти, субјекти што работат со некаков туризам или угостител. Пошто угостителството не е само прими го човеко, прибери го, изчисти ја собата, испрати го и никому ништо. Туку е една посебна вибрација, да не речем, пошто нели со вибрации луѓето последно се занимаваат. Кога ќе си дел во овие услужливите професии, без разлика дали угостителство, дали е музика, дали е продавница, дали што сака нека би, треба да ти е јасно дека не се луѓето тука за тебе, туку ти си тука за луѓето. И ти треба да најдиш начин за да го направиш нивното искуство најубо можно, затоа што то после тебе ќе ти дојси поќе луѓе. После нив ќе треба му го направиш на сите искуството најубо можно за тие да ти дојсат поќе луѓе. Тоа е тој круг што треба да врти. Само пусто его кај нас, стално некако некој друг ни е крив за се, ние сме прави, абе што ти кажам. И сега не викам дека понашањето на гостите чини. И на тоа имаме многу да поработим. Значи понашањето и воспитањето треба да се кренат на едно повисоко ниво отхитно. Арно ама понашањето на гостите кажва какви се тие како луѓе. Како ти се однесуваш кажва за тебе, за твојата установа или бизнис или што и да. Пошто на крај на денот такви гости со никакво понашање, ема само кај нас, има сегде во светот, во сите држави од секаде. Значи гостите тие. Арно ама понашањето на гостители како си ја вршат дејноста е многу различно. Пак ќе речам, не викам дека нема и кај нас луѓе што си ја вршат дејноста најпрофесионално можно со сите марифети, нема збор. Арно ама мислам дека сите можеме да се сложиме дека тој процент е многу низок. Не се многу луѓе што си ја вршат дејноста како што треба и дека треба шо поќе да ги има. А бога ми, како што рековме, треба дефинитивно се поработи на понашањето и на угостители и на гости. Пошто како тргнало сите мислат дека се крало и кралици секаде кај што ќе. Демек сега јас тука ќе дом ќе ги дам парите и што сакам ќе правам. Ќе се понашам ко столка. Не можеш да правиш што сакаш пошто не си дома. Ти одиш и ги даваш парите, ама ги даваш парите за одредени услуги. Не ги даваш парите за некој да го трпи твоето невоспитано понашање. Во на крај на денот знаеш како? Кој ме праша и мене така? И пошто никој не ме прашва, мислам дека доста е за ден. Се надевам дека охриѓани нема се распалат како камионџите, освен ако го слуша ова некој охриѓанец камионџија што има плажа или некаков угостителски објект, тоа е веќе. Ако се случи тогаш тоевате. Оправдано е, љути се слободно. А сите други се надевам дека убаво си поминавте и се надевам дека се гледаме наредна епизода, кај што ќе правиме муабет за некое наредно место. А така, поздрав, имајте убав ден.